Дојдовме и во Светлениковското село Малино, некојаш со 500 жители, со 5000 грла овци, крави и кози, а денеска со 2-3 булуци овци и со 50 говеда. Наминавме да го видиме животот и на овие селани што се вели. Сум работел 27 години во фабрика Комуна и сум напуштен како технолошки вишак и затоа дојдам овдека. Колку земја имаш твоја? Па имаме хектар и пол. Садиме бостан, односно дини. Единствено лиценција ми е земјоделие. Чувам крави 20 и 13 телиња, 33 укупно. А регистриран сум земјоделец. Имам околу 30 хектара земја од државата. Колку имаш тони жито непродадено? Па сега има околу 12 тона останато жито. И така го јадат глувци, кокошчи, гулави. Може ли да се живее од лубениците и од дините, да речем? Овдека доаѓаат, го зимаат, има прекупци, ни го зимаат по 5 динара. Тешко ни иде продавањето, треба да носим у Скопје, откуп нема, по уличките ако продадеме, тоа е цена, нема. Ја имам 120-130 овци, 100 јагниња за продавање. Сум дал за тие овци 10 тона жито јачмен. Или да бали сено, тоа изнесе многу пари. Сега јаганцата ми остана, ја немам чаре. Маќи имам големи. Што да ја правам? Трло нема за тие да ја чуваш, услови нема. Има ги 5-16 души кои чува стока, одату едно село има преотски ливади го викаат, таму има некој си човек бунар и од него пуниме вода и да пие стоката вода. Дури немаме и за пиење вода, чешмата летно време ни секнуе. Откуп за млеко, прошла година давав у Гробинци, тоа суседно село носев. Со мој превоз со колона, таа шведска млекара. Пари немам земено од август навак. Колку пари? Па има околу 3000 евра за зимање. Оваа година па нема никаков откуп за млеко, никој не бара млеко. И така млекото го чувам, го давам на телиња, на свињи, на кучиња. Откуп нема никаков. Во селото Малино има околу 50 на крави, во селото Малино има околу 500 грла овци. Ова се тие телина кои што мештаните велат дека никој не ги бара. Мештаните се надеваат дека белки ќе дојди некој да им ги откупи по солидна цена, да се ги вратат парите што претходно ги вложиле.